На 1 ноември во Младинскиот културен центар во Скопје ќе се случи настанот насловен како инспирација за едукација од фондацијата Чекор по Чекор. Токму на оваа тема разговараме и со мојата прва гостинка ова утро. Добро утро и велам на Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор. Добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Иле. Секој пат ни е задоволство кога сме гости кај вас. Ете така. Ќе им кажеме на гледачите за каков настан станува збор. Некако почнува, се надевам да преминува во традиција. Втора година поред со оглед на тоа дека лани навистина имавте успешна приказна за овој настан. Така е. Настанот, чие што полно име е Speech for Teach, инспирација за едукација, всушност представува дел од активностите на проектот на USAID со читање до лидерство, кој што од 2013 година го спроведува нашата фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Инаку целта за овој проект, за кој што повеќе пати сме биле кај вас во студиото и сме разговарале, и да се проценат и да се подобрат основните јазични и математички вештини кај нашите дечиња штом тие ќе тргнат на училиште. Значи во првите 3 оделенија, во првиот циклус од основното образование, и за ова да го постигнеме од 2013 работиме значи најпрво со дел од основните училишта во државата, а веќе и со сите основни јавни основни училишта во Република Македонија. Имаме различни видови на активности, почнувајќи од обуки за наставници, работилници за наставници и родители, па и креативни активности со самите деца, каде што се обидуваме да ја поттикнеме ľубовта кон читањето и да ја подобриме онаа основна писменост нивна. Но овој настан е всушност, како што спомена и ти, веќе ќе биде втора година поред, бидејќи ние секоја есен, кога се прославува токму и Светскиот ден на писменоста, според УНЕСКО, тука го имаме и Светскиот ден на учителот, кој што се прославува во октомври, па понатаму и секоја есен всушност ја одбележуваме и годишнината од постоењето на проектот кој што официјално започна во септември 2013. Секоја година, значи, за да ги одбележиме овие убави датуми, организираме разни видови на манифестации, кои што се, значи, отворени за широката јавност. А не само ми велат одрече дека одат фотографиите, ќе може да ги прокоментираме малку, ова е најверојатно од мината годишниот настан? Така, како што споменавме, минатата година на 5 октомври го направивме всушност првото издание на настанот Speech for Teach, и тој всушност представува или следи еден модел кој што веќе последните години е доста голем хит низ државите, најпрво во Соединетите Американски држави, па потоа и во многу други држави низ светот. Станува збор за настани со инспиративни говорници, каде што говорници кои што се најчесто експерти или иноватори во одредени теми, а тоа најчесто е образованието, технологијата, науката, излегуваат на сцена за да споделат некое свое откритие или идеја, или за да ја поттикнат публиката да размислува поинаку, или за да ја добијат поддршката на публиката. Па така, следејќи го тој модел, ние всушност го направивме моделот на настанот Speech for Teach, и кој што во основа значи 7 говорници по 7 минути на сцена. Ги бираме говорниците кои што се всушност истакнати во образованието, значи тоа се практичари од самата училница, оделенски наставници, училишни педагози, психолози, училишни директори. Имаме и родители. Минатата година имавме и 2 дечиња кои што веќе на своја 13-14 годишна возраст се доста успешни. Така. Имаат издадено сликовници кои што се продаваат на Амазон, на англиски јазик, или пак се иноватори и се борат против климатските промени. Ќе ни ги донесете во студио да ги може. Запознаеме за разбира, да. Благодарение на нашиот настан тие 2 дечиња се запознаа меѓусебно и веќе работат на заеднички проекти, се надпреваруваат на разни меѓународни надпревари. Минатата година имавме... Ова е таа подвижната библиотека? Да, ова е дел од останатите активности кои што се во тек од 2013 наваму се спроведуваат, како што реков, на територија на цела Македонија, работиме со сите основни училишта. Одлично, супер. Но што се однесува до настанот, за настанот, да. Так. 7 минути, 7 говорници. 7 минути, 7 говорници, секој од различна перспектива, но секој има многу да каже, да сподели како своја идеја или потенцијално решение за тоа како можеме да ја подобриме нашата улога во подучувањето на најмладите. Било да сме родители, било да сме наставници директно вклучени со ниво наставата, како што рековме, училишни директори. Оваа година, значи, имаме и еден од најпознатите писатели на детски книги во Македонија, Ванчо Полазаревски, веќе откриам дел од говорниците на овогодишниот настан. Гораст Цветковски, кој што е актер при Македонскиот народен театар, но ќе ни зборува во улога на родител и како да се биде родител во добата на
на технологијата. Тој е познат геймер. А како специјален гостин ќе биде и наставничката Весела Богдановик, која што е прогласена за топ 50 иновативни наставници на светско ниво минатата година и која што ќе настапи заедно со учениците од незиното оделение. Одлично. Од училиштето Кочурацин, значи во Могила. Така, значи ќе имаме одличен настан, но дали ќе биде од отворен тип, кој се може да дојде на овој настан, не гледаат гледачите, дали има билети, може ли да се купат, дали има отворено пријави да може да се пријават? Така, значи настанот е од отворен тип и нас ни е огромно задоволство што минатата година имаше и голем број на родители кои што значи разбрале за настанот и самите се пријавија и дојдоа да проследат, што всушност ни укажува дека кај целокупната јавност има огромен интерес да се зборува и да се чуе, да се научи нешто ново за образованието. И токму тоа е и нашата идеја која стои позади нашата иницијатива да го организираме овој настан. Настанот е од отворен тип за целокупната јавност, бесплатен е, меѓутоа поради ограничениот капацитет во Кино Фросина при Младинскиот културен центар каде што се организира, потребно е претходно онлайн, значи електронски да се регистрираат учесниците и повеќе информации за тоа можат да најдат значи на нашата официјална интернет страница www.stepbystep.org.mk или на нашата Facebook страница, таму се објаснети сите чекори како на едноставен начин да се регистрираат, за да си само треба да остават свој име и презиме за да си обезбедат всушност резервација за место. Инаку овој официјален дел со инспиративните говорници ни започнува во 13 часот на 1 ноември оваа среда во Кино Фросина при МКЦ Скопје, а пред тоа од 12 часот ги поканувам сите исто така во просторот на МКЦ, меѓутоа на вториот кат во детскиот креативен центар каде што ќе имаме наставници од повеќе училишта, од повеќе градови во државата, кои што ќе ни се представат со свој постер презентации, ќе ги отворат своите портфолија за да видиме ние што всушност стои во целата онаа работка и подготовки кои што наставниците и тоа како макотрпно на истите работат за да можат успешно да ги реализираат часовите со учениците. Одлично. А на овој настан е дел од проектот на УСЕИТ со читање до лидерство. Кои се следни активности кои што може да ги кажеме во разговор? Како што кажав и во месеците кои што следат, интензивно продолжуваме со сите оние активности во училиштата. Тука значи имаме разни видови на обуки со техники за подобрување на начините на подучување математика, мајчин јазик, за преуредување на училниците по оделенска настава. Понатаму ќе следат по нова година и работилници каде што родителите и наставниците заеднички работат на еден креативен начин, самите всушност да создаваат сликовници, самите се јавуваат како автори на сликовници за најмладите ученици. И ја имаме нашата библиотека на Тркала, која што досега има посетено над 200 различни локации низ државата. Тоа се пред се значи рурални локации, училишта каде што дечињата немаат пристап до училишна или пак до јавна градска библиотека, па тогаш библиотеката доаѓа во нивниот двор, училишен двор и им носи сликовници. Така значи имаме покана веќе од неколку училишта и од јавни и градски библиотеки да ги посетиме во периодот кој предстои, бидејќи во Македонија традиционално во периодот од 15 октомври до 15 ноември се одбележува месецот на книгата, така што библиотекарите низ државата наоѓаат разни креативни начини како да го одбележат овој повод. Па ние ќе бидеме дел од тоа. Супер, јас само ќе споменам дека ова вие не го правите сами, значи сте еден цел прекрасен тим од колеги и од колешки кои што се ангажираат максимално и давате се околу настаните да бидат какви што се, но и се разбира со оние активности кои што ги имате. Како е да се работи со деца, ми е исто така прашањето, заради тоа што за да има околу успешни приказни, за да промените нешто во нивниот начин на размислување, па и кај наставниците и кај родителите, треба првенствено да ги знаете децата. Веројатно до некаде и оваа реченица ќе звучи како клише, но дефинитивно е многу одговорна работа и за тоа всушност ние сметаме дека можеби наставничката, учителската професија и недоволно се цени, недоволно сме свесни која всушност со колкав товар и со колкава одговорност влегуваат нашите учители во училница секој ден и работат со групи до некаде и
со групи од над 35-40 ученици со кои што тие всушност секојдневно работат и каде што не само што треба да ги научат на почетно описменување, читање, математика, останати училишни предмети, туку тие се и нивни нели втори родители, го формираат карактерот на детето, здравите навики на децата, така што тоа е една многу сериозна и многу посветена работа која што се очекува од нашите ученици и тоа е всушност уште една од целите поради кои го правиме вакви настани како што е настанот Speech for Teach, за да всушност во полн сјај зборуваме за важноста на учителската професија. Така. Инспирација за едукација е настан кој што ќе биде оваа недела 1 ноември Младинскиот културен центар Киното Фросина. Очекуваме ли повеќе учесници од лани? Имавте 400? Да, имавме скоро 400 учесници, огромен беше интересот. Навистина ни е мило и всушност и заради тоа го правиме втор пат и како што спомнавме на почетокот се надеваме дека ќе премине во традиција овој настан. Ете така. Да, веќе има голем број на пријави, останати се уште малку слободни места кои што заради тоа ги поттикнувам гледачите што побрзо да се пријават електронски и да си резервираат место. Ана, ми беше чест и задоволство да разговарам со вас. Ви посакувам многу успех со сите активности кои што ги имате во фондацијата Чекор по Чекор и повторно да бидете наши гости. Ви благодарам на поканата и се разбира, доаѓаме во некоја следна прилика набрзо.